Почитувана колешке, да бевме веќе навлезени во наредната година и да бевме пред локални избори, навистина ќе ве разбрев со вашиот говор, кој што веќе за жал два пати имаме прилика да го слушаме, еднаш пред ребалансот и сега пред буџетот, за тоа колку се направило за вашата општина. Меѓутоа, за жал, при вашето поголемо образлагање целосно ги промашивте целите на кои што се темели објаснувањето на основањето на вашиот буџет, кој што беше образлаган тука од страна на министерот за финансии. Вие велите дека вашиот буџет се фокусирал на образованието, здравството, социјалата и капиталните инвестиции, така натаму. Меѓутоа, за жал, морам да потенцирам дека токму во овие области, со овој буџет, вие ништо не успеавте да предвидите и да направите. Она на кое што во образлагањето на буџетот имаше потенцијал, односно го потенцираше министерот за финансии, беше зајакнување на финансирањето на системот за здравствена заштита и здравието и животите на граѓаните, и вие потенциравте дека за здравството и за ковид кризата имате насочено дури 5,2 милиарди евра. И сега, колешки, ќе ве прашам, каде се 90 милиони евра за кои што се задолживме пред само некое време, а кои што доколку ги претвориме во денари изнесуваат 5,5 милиарди евра. Еве, например, дали предвидовте пари за одредени работи за кои што ние цело време ви апелиравме и со амандмани кажувавме дека треба да се насочите со решавање на проблеми, реални проблеми, за борба со ковид кризата. Дали вие, колешки, сметате дека навистина немаше да ја покажете вашата искрена намера доколку не гласавте за некои од нашите амандмани кои што ги поднесовме за здравството, а кои што беа за 30 комбиња за брза помош, за вработување на целиот персонал кој што е невработен од страна на медицински кадар, кој што навистина е потребен, наместо да се фокусирате да предвидувате привремени вработувања во администрација, за кој што вие како предизборно ветувавте дека никогаш нема да се прават истите грешки. Да не должам со катастрофалните состојби во кои што се наоѓа здравството и да не должам со нашите амандмани кои што навистина не најдовте, не смогнавте сили да ги поддржате. А да не збориме за тоа дека вие како владеачко мнозинство не поднесовте ниту еден амандман за да кажете дека нешто ви фали во оваа држава. За жал, од вашите говори слушаме само дека се во оваа држава цвета, додека надвор корупцијата царува и луѓе умираат.